Кина и САД се двата најголеми загадувачи во светот и нивните идни активности се клучни во борбата против климатските промени. Заедничката декларација на двете земји беше поздравена на самитот КОП26. The United States and China have no shortage of differences, but on climate, cooperation is the only way to get this job done. This is not a discretionary thing, frankly. This is science. It's math and physics that dictate the road that we have to travel. 关乎子孙后代的福祉，当前气候变化问题日趋严峻紧迫，已经从未来的挑战变成 Меѓу ветувањата беа соработката за контрола на емисиите на метан, справувањето со нелегалното уништување на шумите, подобрувањето на производството на обновлива енергија и забрзување на финансиската поддршка за посиромашните земји, но декларацијата не вклучува конкретни датуми или цели. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш по декларацијата напиша на Твитер: "Справувањето со климатската криза бара меѓународна соработка и солидарност и ова е важен чекор во вистинската насока." Тоа им даде нова динамика на преговорите, бидејќи делегатите се обидуваат да се договорат за финалниот план во кој земјите се очекува да го ограничат глобалното затоплување на не повеќе од 1,5 степени Целзиусови, цел поставена во Париз во 2015 година. Домакинот на самитот Борис Џонсон ги повика делегатите да ја искористат можноста. Now finding things are tough, but that doesn't mean it's impossible. It doesn't mean that we can't keep 1.5 alive. Делегатите исто така преговараат колку побогатите нации треба да платат на земјите во развој за да ги ублажат ефектите од климатските промени. Ветување првпат дадено во 2009 година. Првиот нацрт текст кој беше објавен ги повика земјите да ги повторат и заакнат своите цели за намалување на емисиите пред крајот од 2022 година. Во него се вели дека богатите земји треба да го надминат ветувањето дека на посиромашните нации ќе им плаќаат $100 милиарди годишно. Делегатите исто така преговараат колку побогатите нации треба да платат на земјите во развој за да ги ублажат ефектите од климатските промени. Ветување првпат дадено во 2009 година. Првиот нацрт текст кој беше објавен ги повика земјите да ги повторат и заакнат своите цели за намалување на емисиите пред крајот од 2022 година. Во него се вели дека богатите земји треба да го надминат ветувањето дека на посиромашните нации ќе им плаќаат $100 милиарди годишно. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чанаумовски во Вашингтон.